sinovi Božji, so naslednici. Pesem je pa to što velikom životom, malkumina glavna odjava. Ja sam dobri odkasti i ljubav obzite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja kako na nebo to, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце. Лебот наш насушен, дај ни го и денес ово живо слово. Човек не се храни само од леб. Лебот наш насушен, дај ни го и денес и прости ни ги долговите наши. Простување, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Треба да им ги простуваме, како што и ние им ги простуваме. И љубовта Твоја да царува во нашите срца и не воведи во искушение, избави не од лукавиот. Ако живееш во нас, нема да влегуваме во искушение, зашто Твое е царството, силата и славата се негови. Кога ќе го научиме тоа, дека немаме сила, дека не треба да оддаваме слава на никој друг освен на Исуса Христа, и дека царството е негово, ние овде славиме земни царства, царството негово кое нема да има крај. Царството Божјо нека биде во нашите срца, во нашите души, во нашите семејства и заедници, за да не води семокниот Бог. Денеска вчера имавме една молитва, една сотрудничка од Бугарија која ја сретнавме овде. Знаете, првиот момент беше таа велеше Господи, Господи, и во духот излезе како посилен глас, сила, и реков не Господи, Татко. И веќе им пренесов на цела група, почнавме да велиме Татко. Па Татко е близок од нас. Јас имам Татко на небесата. Татко, Татко. Целиот проблем е да го возобновиш тој однос татко и дете. Да го вратиш назад. Како исцелуваше Исус. Тоа е едно што е слезено, видите? Слегуваат во духот, значи не зборувам јас, него тој зборува низ мене. Тоа е едно како исцелуваше Исус. Ова е другото со смртта, смртта ја победи. Тоа е интересно. Стихот од духот, од телото се враќа, ова ќе го зборуваме денеска и потоа ќе зборуваме за со Исус напред во срцата, за сето оружје Божјо. И овде имаме едно не за сатаната и смртта, тоа е снимено веќе, одат по камени човечки градби и се поклонуваат на мртви слики и така натаму. Зборува и денеска низ мене, значи стихот од духот кон телото оди вака. Стихот од духот во телото. Зборовите што ви ги кажав, значи вие знам дека го проучувате, ова го читате, но примената и разбирањето доаѓа само ако во духот сте се предале на Исус. Кога тој ќе дојде духот, се ќе ви објасни, ќе ви ја каже сета вистина. Овде е пишано, вие не можете да го разберете применувањето, например да дојдеш и да викаш татко. Татко е битен момент. Кога тој ќе дојде, ние ќе викам Ава Оче, духот. И ќе викам Исусе, Исусе. Пазете, стихот од духот кон телото оди вака, радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете. Видите, паднете. Од што паѓаш ти? Па од сатаната воден. Паѓа што е време на милост. Зборува за радост во паѓањето. И понатаму кога ќе паднете во разни искушенија. Јаков 1:2. И ние паѓаме во разни искушенија, семејство, пари, кариера, жени, татковина, мажи, имот. Потогаш ти си во слабост падна и примаш сила. Примаш сила тогаш апостол Павле, кога сум слаб.
самиот треба да сватам дека не можам и барам помош од Исус. Тогаш сум силен, тогаш полагаш испит. Полагаш испит на вера. Еве овде во Егејска Македонија, благослови го ова место и луѓето и домакините. Благослови ги бугарските, грчките, српските, албанските политичари во Македонија. Да не ги пизмат народите, да се признаат едни со други. Ние денес имаме абсурден момент. Христијани не признаваат христијани. Нема грчка, нема македонски јазик, нема македонци. А ја земале територијата, ги убивале, не се покајале, ги учиш сега децата на лага. Татко на лагата е сатанат или некој сака да прави големи држави со парите од дрога. Знаете, не можеш да избегаш од Божјата правда. И човековите права важат само за еден народ. На македонскиот полуостров љубовта треба да пребива Исусова, да се љубиме едни со други. Не можете вие да негирате дека суштествуваат македонците на македонскиот полуостров, а вие сте постмакедонски идентитети. Тогаш полагаш испит на вера, духовен испит, и се гледа дали си во Исуса, кога ќе паднете во искушение. Така да оваа состојба на Македонија е благослов за Македонија, али за другите не е добро, бидејќи тие продолжуваат во негирањето и тие ќе завршат цели народи во проклетство. Ми вели една сестра овде. Грција имала благослов зашто се препишувало Светото писмо. Први Новиот Завет е напишан на кој не царскиот јазик на Александар Македонски. Тоа е заслуга на македонците. Второ, ти негираш народи. Трето, не си се покајал. Четврто, што да кажам друго? Идолопоклонство. Како евреите, избран народ. А целата суштина е една телесност и живење. Кога сум слаб, тогаш сум силен. Тогаш полагаш испит на вера, духовен испит, се гледа дали си со Исус со сето срце и душа. Или само си во возгордеаниот ум, како фарисеите, како садукеите. Тогаш треба да се спротиставиш со тврда вера. Што е тоа тврда вера? Па штитот на верата. Ќе зборуваме после за сето оружје Божјо. Ние го имавме тоа шлемот на спасението. Тоа значи секоја мисла да е покорна на Исус. Не да мислиш како ќе биде, што ќе биде, зошто ќе биде, каде додам, што да правам, ако биде вака. Не, надвор од мене се што не е од Исус. Шлемот на спасението. Исусе, ти ќе ми кажеш како. Штитот на вера, спротиставете се со тврда вера. Бегај од мене, Сатано. Во името Исусова ќе дојдеме до тоа да останеш, да се подпреш во Исус, да се додржиш во Исус, да останеш, да надвладеш, да се држиш, да се врзеш со појасот на праведноста. Тоа значи да си врзан со Исус. Да надвладееш секаков испит на верата. Секаков испит. На едно место вели дека минуваме низ огнено искушение. На друго место вели љубовта е оган кој не гасне. Па пазете сега, вие сте во тој љубовен оган. Блажен си ако издржуваш искушение. Издржи, синко, издржи во Исуса, можеш. Се можам. Нели се можам? Кај ти е тоа се? Сакам тоа се да го направам. Се можам да направам со тебе, да издржам. Така си на проверка и ако останеш во Исус, во верата, во Него добиваш венец на животот. Ветен на оние кои го љубат Исус. Јаков 1:12. Венец на животот. Татко, Оče, дај ми силна вера да добијам венец на животот во тебе. Советот е да бидеш брз на слушање, спор на зборување и бавен на гнев. Јаков 1:19. Бавен на гнев, брз на слушање, спор на зборување. И овде имаме една сестра во потреба. Се молевме вчера. Исус ја донесе, тоа се намовна. Почна да збори вака, така. И не прекинува да збори. Знаеш, она наполнета со стихови. И во еден момент слезе духот и јас си реков, замолкни, жено. Се исплаши и Манде ми вика, немој да викаш толку. Не викам јас духот. И после и кажавме неколку работи, се отрезни. Денеска, вчера правевме молитва. Сопругот ја претепал. Дојде работи овде.
Детето има стравови, го мрази таткото, на сестрата и почнал мажот и така натаму. Има проклетство по разни линии. Се молевме за отстранување на тоа проклетство. Во милост ја предаваме во рацете на Исус да го исчекори тој чекор од татко, од Бог кон татко. Вистински да застане пред него. И да се бори, не само да се моли, него да го извади мечот на духот и штитот на верата. Ке дојдеме до тоа. 22 стих ни вели да бидеме извршители на Словото. Извршители на Словото, не само цитатели, цитатори, читатели, не само слушатели. Не сте во кино, да ја живееме Исусовата љубов. Да ја живееш, да го живееш Исусовиот пат. Да го врвиш. Искушението е можност за радост и дејство во љубовта. За радост и дејство во љубовта, заедно со Духот Исусов. Ако Исус е во тебе, зошто да бидеш ти во пораз? Земаш мечот на Духот, штитот на верата, шлемот на спасението, појасот на праведноста, нозете на обувките, ќе дојдеме до тоа. Не сакаш ли да разбереш о суетен човеку дека верата без дела е мртва? Јаков 3:20. Без дела, какви дела? Па дела на љубовта. Односот кон се треба да биде низ Исус. Ако си ти во Исус, тој ќе действува во тебе и ќе ги прави делата, ќе имаш дела на љубовта. А ти мислат, не треба ништо да правиш, се направил тој. Видете, ви имате благодат. Одврзани сте, на почетна позиција сте и треба да го исчекорите тој пат. Сами не можете, ќе мислите дека сте возгордеани, ќе цитирате, ќе правите и ќе бидете во пораз. Не сте се промениле. Морате да ја промените собственост, да се предадеш, да се претопиш во него. Не сакаш ти да разбереш о суетен човек мисли дека не треба ништо да правиш. Без дела е мртва, понатаму вели дека преку делата на љубовта верата стана совршена. 3:22. Па еве, например, имаш сосед некој. Еве сега тука е жената. Зборува, таа дела на љубовта. Вчера се молевме за ослободување од проклетства. Рипна една црква во голема заедница во Македонија. Зашто некој брат таму исцелувал, бркал проклетства. Немало. Последен кој исцелувал бил Јован Богослов. Исус е на помош. Ви давам власт да газите на змии, на скорпи и лафи змии, да убиваш змија и отровница, да нагазуваш и ништо нема да ти напакости. Тој ти дава власт и сила ни Словото, да има потврдување на Словото. Од материјалниот, во материјалниот свет од духовниот, усовршување во дела, во искушенија, во спротиставување со тврда вера. Противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Јаков 4:7. Спротистави се на ѓаволот, не за сатаната и смртта. Извади го штитот на верата и мечот на духот. Бегај од мене, сатано. Не за сатаната и смртта, да за Исус. Не за сатаната и смртта. Излези. Не знам, ме боли, например, некој дел од телото. Мораш да се исцелиш во името на Господ Исус Христос. Исцелување. Татко, покажи ми што да покајам. И така натаму. И покажавме вчера на сестрата која веројатно од некоја протестантска заедница, како да се бори, да го извади мечот на духот. Спротиставете се со тврда вера, држи се до Исус и не отстапувај. Не отстапувај. Приближете се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Јаков 4:8. Како да се приближиш, ете тоа треба да го научиш. Татко. Сакам да бидам твој син, прости ми. Погрешив пред тебе и пред небото. Друг препев вика и пред Бога. Не према Бог. Пред небото. Пред тебе погрешив. Пред Царството Божјо. Сакам да бидам син Божји, покажи ми како да се покајам, што да направам. Суштината е да бидеш едно со Исус. Но што е тоа тврда вера? Па штитот на верата. Например, што и да се случува, остановиш во неговиот спокој. Го вадиш штитот на верата, бега од мене, сатана, јас му припаѓам на Исус. Појасот на праведноста. Си се врзал за Исус, ќе дојдеме до тоа. Мирот свој ви го давам, во тоа треба да останеш. Остануваш во се е можно за оној кој верува. Се е можно. Дали веруваш во Исус? Па зошто тогаш не веруваш во тоа? Се е можно. Се држиш цврсто за Исус, препашан во Исус, спокоен, стегнат, препашан со појасот на вистината или праведноста. Ќе видиме што пишува после. Во некои препеви. Исус е вистината. Ефесијаните 6:14-11 стих. Облечете се
Облечете се. Треба да се облечеш и да се соблечеш, да ја соблечеш змиската кожа, да се облечеш во духовна кожа Исусова, бидејќи си чедо на змијата, додека не го примиш Исус, бидејќи има две суштествувања на земјата, синови ѓаволски, синови Божји. Примете го сето оружје Божјо, за да можете да се браните. Да се браните, мораш со оружјето Божјо во лош ден, искушение откако ќе победите, сигурно ќе победите, не вели откако ќе изгубите, ќе победите, сигурно победувам. Кој го победува светот? Оној што верува во Исуса. Со радост во искушенијата, откако ќе победите, да се одржите Ефесјаните 6:13, да се додржиш, да држиш со тврда вера во Исус, да се држиш откако ќе победиш со радост во искушението кое ти дава духовен раст. Вера, доверба, увереност. Тоа е увереност која имаме пред Него, дека ако побараме нешто по Негова волја, не мојата, Негова волја, Негова, тоа е битен момент, не по нашата. Нека биде Твојата волја, дали го прифаќаш тоа или ќе се гневиш. Он да живее во нашите срца. Исус да не води, учи и дава сила да ги надраснеме искушенијата, да извлечеме поука, да го победиме телесниот сатански свет. Зашто се што е родено од Бога, дали си роден од Бог, го победува светот, искушенијата. И ова е победата што го победи светот, верата наша, односно Негова, 1 Јованово 5:4. Верата го победува светот. Ќе дојдеме понатаму. Дали вистински веруваш во Исус? Суштинско прашање. Кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Син Божји? Видите, Син Божји, тоа е Јован 1:5, 1 Јован 5:5, значи веруваш дека Исус е Син Божји. Како се верува? Па со дела. Го земаш оружјето Божјо и се спротивставуваш со тврда вера, спротивставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Дали си му доверил се на Исус и имаш вера, доверба во Него? Тоа е битно прашање. Дали си му се припаѓаш Нему и тој живее во тебе, тогаш ти имаш сила. Оној кој е во вас, ако е Исус во тебе, тој е поголем од оној што е во светот. 1 Јованово 1:4-4. Дали Исус живее во твоето срце? Прашање за живот и смрт. И пак ја дојдеме тоа. Спротивставете се со тврда вера. Спротивставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Јаков 4:7, со тврда вера. И сега доаѓаме Ефесјаните, се враќаме овде, од каде што тргнаме 6 глава, 10 стих на крајот. Духовно оружје за христијаните е важно, дали го употребуваш ти или цел живот поминуваш на првата позиција молење, барање помош. Втората позиција е пост и молитва. Пост од себе си, од стариот човек да излезе и молитва, која веќе добива една друга заедништво. И третиот се меч на духот, војување духовно. Некој останува само во молитва и цел живот помош, 100 години, 50 во пустината и крај на програмата. Не порасна. На крајот ви порачувам, на крајот да црпите сила. Се можам од Господ и од Неговата огромна, бескрајна, вечна моќ. Љубовта која никогаш не престанува. Облечете го целосно Божјиот оклоп. Пази сега, овде вели оклоп, а тамо вели оружје, за да можете да ги издржите под молните напади на ѓаволот. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе, го мечот на духот. Ние не се бориме против луѓето од крв и месо, тоа е битен момент, туку против злите владетели, тоа што е во нив, завладеани се од сатаната, треба да се молиме и да пробаме да се бориме. Освен ако тие побегнати не сакаат, ќе се молиме оддалеку. Туку против злите владетели, духовната молитва и сила не е ограничена во време, простор и свест, во минато, сегашност и иднина.
туку против злите владетели, властите на невидливиот свет духовен, против мрачните духовни сили, сатаната и демоните. Така оваа голема црква што тврди дека нема демони, па после они изгонувале демони. Видете, татко на лагата е сатаната. Сатанска синагога, не се евреи сите што велат дека се евреи, се однесува на верници во Исус. Против мрачните духовни сили што владеат со овој свет и ги завладеале големите заедници. Ке видите вие кому му припаѓаат тие заедници. Можете да видите што владеат со овој свет и против злите духови, демони во поднебесните простори. Затоа, Исусе те сакам, целосно облечете го Божиот оклоп, односно штит, он ве вели, а во друг препев вели Божиот оружје. Така ќе можете да издржите во зло време. Да издржите, па откако борбата ќе заврши, значи ќе издржиш, ќе останете цврсто исправени во Исус. Стојам во Исус и не отстапувам. Бидете непоколебливи. Да не се мислиш а што ќе биде препашани со појасот на вистината. Ете го првото оружје, појас на вистината. Која е вистината? Со Исус сум се врзал, препашан сум. Исусе. Исусе, се стегам во Исус. Исусе, 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 се можам. Исусе, Исусе. Исусе, ти живееш во моето срце, но претходно треба да се покаеш, да простиш на сите, никого да не осудуваш, да се покаеш за гревовите на твоите предци, за твоите гревови и да му ја предадеш власта во твојот живот. Инаку нема. За да добиеш власт, ви давам власт. Во Матеј 10:1 да газите на змии, на скорпи, на секакви немоки болести и ништо нема да ви напакости. Значи, доаѓаме појас на вистината, сум се опашал, сум стегнал врз Исус. Штит на праведноста. Што е тоа? Па не осудуваш ти. Исусе, ти покажи ми. Исусе, вака. Штитот на праведноста е тој. Ти не осудуваш. Не може после да те допре. Како да постапам со овој човек? Исусе, ти. Исус нека каже. Господ нека каже. Ако сака Исус, ако каже Исус, што да правам, Исусе? Помогни ми, Исусе. Нека биде волјата твоја. Тој е штитот на праведноста. Не ја живееш својата правда. Тоа е постапка во која ти остануваш. И знаеш дека си во Исус. И си му дозволил водство и неговата волја. Тогаш ти си во него, ти си заштитен. Ти одиш и ангели му служеа. Исус му служеа ангели и тебе ќе ти служат ангели. Кога си ти во пустината, искушуван од сатаната, ако ја прифаќаш, не мрмориш. Тоа е штитот на праведност. Обуени, подготвени, непоколебливо да чекориш, не отстапуваш. Напред со Исус, се можам. Вчера изборував на женава. И реков, сега ако кажам отидам онде, морето ќе се помени или ќе одам по вода. И вака застани се крена и ќе се намовнав, духот слезе. Па тоа е слика. Исусе, те сакам. Носејќи ја радосната вест, обуени, подготвени, непоколебливо да чекорите, овде вика облечени со Евангелието на мирот, носејќи ја радосната вест, што донесува мир, обувките на мирот. Овде друг преве, овде вели обуени и подготвени, непоколебливо, се мисли на нозете, да чекорите со Евангелието на мирот. Затоа Исус им ги мие нозете. Да излезат од калта на свињите и песот од бујаницата. Да почнат да чекорат во духовна патека со Него. Он да ги води по тесната патека. Тоа е чекор, исчекор од телесниот човек во духовниот. Значи да ги облечеш обувките на мирот, да тргнеш да бидеш миротворец во Исусовото Евангелие. Кога ќе почнеш да го шириш Евангелието, да зборуваш за Исус, да сведочиш, ама не од себе, како тој те води, ти ќе имаш сила и материализација, потврдување или отчитување. И ќе носиш мир. Мирот свој ви го давам. И прво ова што го гледаат луѓето, што ги гледаат овие завети, примаат мир ако го отвориш срцето и вистински. Те не можеш се да примиш одеднаш. Јас ќе го кажам овој феномен. Кога почнавме ме благослови еден свештеник од протестантски на една заедница претходна каде што бев. Кога почнав да ги снимам овие, јас не направив исчекор за 3 дена ги снимив без Библијата. И после отидов во Австралија и таму почнав да снимам и не сум сопрел. Јас ги снимам овие, односно духот, и затоа зборев во второ лице, кога ние зборуваме. Духот ги снима, зборува низ мене. Дојдам до тоа беше тренинг, проверка, зреење, степен на вера. Дали јас ќе бидам обичен сад, секојдневен или избран сад.
Го снимам заветот. Го преслушувам еднаш, некогаш не можам да го примам, реков, што е ова, што сум снимал. Пасите се уште, кога ќе се одморам и кога ќе влезам, го отворам срцето, одеднаш го сеќавам тоа. Не е битна содржината на зборовите. Духовната сила е таму. И ти примаш мир ако се отвориш. Ја ти викам, слушајте завет. Тие слушаат, слушаат, одат и на други проповедници. Имам 2 сотруднички. Не е проблемот. Исус ти отвара храна, слегуваат овие духовно. Да ти одиш на некое друго место да јадеш. И не ти е доволно ова. Или не си се отворил, не можеш да примиш. Сега јас имам дома храна, јас одам да јадам во некој ресторант друг. Пазете го тој момент, отидов на друго. Значи, со сето ова понесете го штитот на верата. Штитот на верата. Исусе, бегај од мене, Сатано. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус во мојот живот. Овде живее Исус. Исус, марш од тука во името. Стоиш, што и да се случува, стихија, демони на стихии, демони на проклетства, ќе излезе. Пази, ако си во неговата волја, немој да почнеш самиот да правиш што сакаш. После ќе се прогласиш за исцелител, ќе наплакаш терапии. И на крајот ќе дојде на платата, штитот на верата со кој ќе можете да ги сопрете и угаснете сите огнени стрели на злиот. Јас му припаѓам на Исус. Он кол не вика, биди благословен во Исус. Исус да ти намножи. Мерка според срцето. Исус да те укори. Исус да те благослови. Исус да те допре со пламенен оган да изгори се што не е од Исус во тебе. Имаше еден од таа другата заедница. Бегаат од мене, го фатив. Ајде сега, се што не е од Исус да изгоре меѓу нас и да кажи амин. Отиде. Кажи амин бе, синко. Синкове, се што не е од Исус да изгори во мене. Татко, пламенен оган од небесата, да се очисти, да се освети во водна бања во Словото, а вие рипате во водата како некои како деца кои ќе ги пуштише овде во Егејско. Викенди кои ќе дојдат деца од училишта во Грција. Јура трча. Така вие мислите дека влегување во водата и излегување сув и мокар грешник е крштение. Крштение е кога ќе умреш ти. Значи, штит на вера, не за сатаната и смртта, да за Исус. Останувам во тоа. Ставете го спасението како шлем. Шлемот на спасението, ова го имам објаснувано. Тоа се тие мисли кои сатаната и ама ако биде вака, он вака ти рече, ако биде така, ако биде марш, стоп во името на Господ Исус Христос, надвор од мене мисли. Исусе, на тебе се надевам. Исусе, ти ќе ми помогнеш. Се што не е од Исус, надвор од мене. Се што е од Исус, нека остане. Се што не е од Исус, да замине во името на Господ Исус Христос. Амин. Мораш да остане, мора да послуша. Мојот татко, еј човеку, христијанину, мојот татко е семокниот Бог. Јас сум му син. Мојот Господ е Исус, именат секое, именат кое ќе се поклони, секое колено и секој јазик, така да овие што негираат дека постојат македонците, политичарите во Грција и Бугарија, и тие што сакаат да ја земат Македонија, ќе знаат дека земјата зема. И земете го мечот на Светиот Дух. Тоа е шлемот на спасението. Секоја мисла да е покорна на Исус. Земете го Светиот Дух. Како да го земеме Светиот Дух? Па тоа е битен момент. До кај сум. Земете го Светиот Дух. Мечот на Светиот Дух, тоа е Божјото Слово. Веќе треба да преминеш во изрекувања. Првото што го направи Исус, бегај од мене, Сатано. Бидејќи тој е Син Божи, ти викаш во името Исусово. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе, мораш да излезеш во името на Исус надвор. Ето тоа е меч на Духот. Исцелување на овој човек во името на Господ Исус Христос, Татко, во името на Твојот Син Исус, што и да побарате во моје име, барам да слезе пламенен оган, да изгори се што не од Исус. Го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз ова место, врз Македонскиот полуостров, врз онаа жена вчера што се молевме. Ја одврзувам од секакво небиблиско влијание во името на Господ Исус Христос. Со двоостар меч и мечот на Духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене и врз овие две девојчиња што поминуваат тука. Во името на Господ Исус Христос, нека биде Твојата волја. Амин. Арахмасан, бидете будни.
И истрајно молете се за сите христијани. Се молам за христијаните во Грција и за политичарите во Албанија, во Бугарија, во Србија, во Македонија. Вистински да бидат негови ученици, твои ученици, да се љубите еден со друг. Молете се и за мене. Кога ќе ја отворам устата во духот, Бог, Таткото, да ми даде зборови смело да ја проповедам. Да проповедам за тајната на радосната вест. Иако сум сега во окови, може да биде физички, може да биде и во ова тело, токму поради тоа што како Божји пратеник ја проповедам радосната вест, зашто Исус лезе во тело, во оков. Се откажа од својата Божја природа. Молете се да продолжам смело да зборувам како што треба. Тихик, мојот драг брат по вера, кај си бе Тихик, бе другарче мило, Исусово, помошник во работата за Господ, ќе ви каже како сум и што правам. Може би некој Тихик сега ви кажува за тоа, дека имате Татко на небесата, кој ве љуби и долго трпеливо ве чека, како неразумни деца да се покаете. Го даде својот син, го даде својот живот. А вие се уште си терате по старо. О, неразумни галатијани. Знаете колку е тешко кога детето страда. Таткото на небесата кој е љубов. Ти ќе рече, нема Бог, зошто он вака? Земи огледало и погледни се зошто. Токму заради тоа го испраќам кај вас, за да ви каже што правиме ние горе и да зборувам како што и треба. Да зборува за мене на сите христијани. Што е тоа христијанин? Таму им посакува мир, љубов со вера што доаѓа од Бог Таткото и од Господ Исус Христос. Верата е од Бог Таткото. Нема нашата вера. Нашата вера, вашата вера, нашата црква, вашата црква. Црквата е на Исус, еден пастир, едно стадо. Вие во која црква идете? Во нашата или во вашата? Јас зборувам за Исусовата црква. Бог нека им биде благонаклонет на сите што го сакаат, што го љубат нашиот Господ Исус Христос со љубов што не гасне. Со љубов што не гасне. Љубовта е пламен што не гасне. Не може ти да не го љубиш ближниот и да ми тврдиш дека си христијанин. Исцелување за сите оние кои ќе речат Господе Исусе Христе, дојди во моето срце. Исцелување за сите оние кои ќе повикаат кон тебе. Сила Исусова во сите оние кои се во потреба. Вистински да станат христијани, да го земат сето оружје Божји и да речат не за сатаната и смртта. Да, за Исус во моето срце. Овде живее Исус Христос. Стави ми белек на челото за денот на воскресението. Јас му припаѓам на Исуса Христа. Раскрстувам со злото, се крстам во Исуса Христа, го отварам срцето, да примам Дух Свети, да го објавам Царството Божјо во мене, пред мене, зад мене, околу мене, во мене, низ мене, насекаде, на Македонскиот полуостров и насекаде Исус живее. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, Исусе и само Исусе. Ајде, Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Сакаш ли ти да се вратиш во Царството Божјо? Или сакаш овде да си живееш? Ој Исусе и само Исусе, имаш време на милост да повикаш пред Исуса. Да застанеш пред Него, да го повикаш со сето срце, со сиот свој разум и сета душа и да се родиш во љубовта која никогаш не престанува. Амин. Амин. И пак амин за Исуса Христа. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус во мојот живот. И насекаде. Амин. На сите што го примија им даде сила да станат синови Божи со наследници. Десен е патот што води кон животот, малку мина на
jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj migo dalašno nekako sve to da ne se plaši.